Skopska Crna Gora. Во минатото, во Скопска Црна Гора, имало случаеви. Момчето и девојката да се сакаат уште од рана возраст. Кога ќе дојде време за женитба, а родителите не ја даваат девојката за тоа момче или обратно. Барале разни изговори. Дека не чини, дека е од сиромашна или од нечесна куќа. Во таков случај, момчето и девојката се договарале да не се венчаваат со никој во наредните 2 до 3 години, со надеж дека родителите ќе попуштат на нивната љубов. Најчесто така и се случувало, и на крај се посватувале. Доколку родителите не попуштаат, по договор момчето ја чекало девојката покрај чешма, а таа искреднувајќи се од татковиот дом, се упатувала на средба кај чешмата, а потоа одела да живее заедно со момчето. Во случај да некој од младите сепак одлучи да го прекрши периодот на чекање и се венча со партнер кој го одбрале и одредиле родителите. Другиот се венчава за првата пружена прилика и тогаш се заборава првата љубов. Ако момчето по свадбата не ја сака невестата, тогаш неговата мајка се мешала и со помош на бајање делувала врз својот син, да ја засака, да имаат слуга, да имаат пород. Но ако и свекрвата не си ја сакала снаата, тогаш ја праќала на работа. Не ја дозволувала да се облече убаво, не ја дозволувала да оди на гости, не смеела да игра ни на оро. Кога младите ке се скарала, мажот се жалел на своите родители. Жената кога сакала да се пожали, морала прво кај свекорот и свекрвата, бидејќи тие ја имаат ислушано и жалбата на момчето, па така младите ке можеле да добијат правечен совет. Ако невестата не била задоволна од одговорот на свекорот и свекрвата, дури тогаш можела да оди кај своите родители за да ја посоветуваат.